Белата планина ја добива својата остра боја од карпите анорзити, богати со наслаги на калциум и други минерали. Тоа е единствениот активен рудник на Гренланд. Анортизитот се испорачува низ целиот свет за да се направат фиберглас, бои, цемент и пластика. Гренланд е земја полна со минерали. Имаме буквално минерали достапни насекаде. Тие вклучуваат елементи од ретка земја кои се клучни за зелените технологии, чии синџири на снабдување во моментов доминираат од Кина. Американскиот претседател Доналд Трамп сака да ја преземе контролата врз Гренланд од Данска, потек неопходен, според неговите зборови, за меѓународната безбедност. Гренланд и Данска ја отфрлија ваквата идеја. Но рударските компании мислат поинаку. Неговиот интерес за Гренланд всушност може да и помогне на индустријата да добие пристап до дополнителни инвестиции, кои се потребни за да се развие индустријата на Гренланд. Така да дефинитивно го поздравувам. И мислам дека е важно и од страна на индустријата, но и од политичката страна на Гренланд да се позиционираме кон Трамп и САД. Министерката за минерални ресурси на Гренланд, Наја Наталиенсен, вели дека Гренланд е отворен за бизнис, но не и за продажба. Ние сакаме американски инвестиции, ние сакаме соработка со Стейт Департментот на САД и веќе некое време се залагаме за тоа. Гренланд подпиша договор со Трамп за време на неговата прва администрација во 2019 за јакнење на рударската индустрија, но инвестициите недостасува. Веќе многу години гледаме дека кај инвеститорите има одредено колебање да се вклучат во високоризични долгорочни проекти. Ризикот не завршува секогаш со награда. Рубини и розови сафири се вадеа во рудникот Аполиток во 2023 кога операторот Гренланд Руби бајкнотираше. Владата на Гренланд се надева дека нејзиното минерално богатство еден ден може да обезбеди економска основа за целосна независност од Данска. Ако сакате минерали надвор од земјата и економски да ја финансирате самодоволноста на Гренланд, тогаш ќе треба да го вклучите во меѓународната преработка. И тогаш, веројатно, ќе треба многу внимателно да размислите како да се осигурате дека овие рударски проекти навистина имаат корист за луѓето кои живеат блиску до нив, наместо да бидат нова верзија на империалистичко ископување. Има очигледни логистички предизвици. Гренланд е под мраз во поголемиот дел од годината, иако климатските промени ги прават зимите пократки. Има малку патишта. Поголемиот дел од големиот остров е арктичка пустиња. Потребно е време да се развие проект од рана фаза на истражување, уште пред да имате рудник од каде што можете да копате и да продавате. Жителите на Гренланд се надеваат дека политичките главоболки што ги предизвика вниманието на Трамп еден ден ќе се исплатат, што ќе донесе богатство, па дури и државност на овој далечен арктички остров.